Почитувани, денес сме во Богданци и во околината, живописен крај, прекрасни места, мили луѓе, драг народ. Меѓутоа, за жал, заборавени целосно како од централната, така и од локалната власт. Вчера бевме во Валандово и Валандовско. Ги посетивме селата Удово, Пирава, Марвинци и други. Го посетивме Стар Дојран, Нов Дојран. И овој седми поред викенд од работното лето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се сретнуваме со граѓаните, ги слушаме нивните маки, но и нивните сугестии, предлози, идеи за решавање на проблемите. Се сретнуваме со различни целни групи, со млади, со спортисти, со пензионери, со чаршијата, најмногу од се ни приоѓаат земјоделците кои ги имаат, впрочем, и најголемите проблеми во овој крај. Останува заклучокот дека ниту централната, ниту локалната власт не нуди решенија, нема инвестиции, ниту пак граѓаните гледаат светла иднина. Од сите овие причини, целата надеж, сите очи се вперени во кандидатот за градоначалник на Богданци од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Зоран Прочков. Почитувани, да се биде кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за градоначалник на Богданци е чест, но и голема обврска. Овие 2 дена работното лето на Социјалдемократскиот сојуз е во нашата околина и јас сум посебно горд што ми ја окажана можноста да бидам домаќин на раководството на партијата и работното лето овој викенд. Вчера го посетивме споменикот на ветувањата на сегашната владеачка партија. Тоа говори за неколку работи. Дека Богданци е оставено на заборав, дека тука ништо не се инвестира и дека на владата не е грижа за овој дел од Македонија. Во нашиот регион, тука, земјоделците се гушат во проблеми, животот им е во неизвестност и не гледаме излез од ваквата ситуација. Но затоа пак Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е спремен да направи и ќе направи промени. Јас, доколку моите сограѓани ми ја дадат довербата, за почеток ќе ги направам работите што уште сега можам да ги ветам. За тие големи проекти ќе стои мојата партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Инфраструктурата и гасификацијата се приоритет на таа листа. За искуството со гасификацијата, тука е позитивниот пример на општина Струмица, а нивниот градоначалник е подготвен да ни помогне и да го сподели своето искуство со нас. Секако, во приоритетите се наоѓа и отворање на нов откупен земјоделски центар, и тоа реален вистински откупен центар, изграден на основа на претходна системска анализа. Оти сметам дека не е доволно да се изградат само 180 метри квадратни ладелник, ако на овој регион му се потребни поголем капацитети. Проекти и идеи има уште многу, и тие не се направени или измислени во канцеларија, туку тие се направени од секојдневните средби кои ги имаме со граѓаните во проектот работно лето. Преку предлозите, решенијата и забелешките кои досега ги добивме, ќе ја исцртаме и програмата за локалните избори на Богданци. Би сакал да ги поканам моите сограѓани вечерва со почеток во 20:30 во центарот на Богданци да не се приклучат на митингот за промоција на мојата кандидатура. Да кажеме дека ни е доста од оваа состојба, дека сакаме подобра иднина, да покажеме дека и Богданци го грева гласот за подобра иднина. Ви благодарам.